Наумче Мојсовски остана забележан во историјата на македонскиот ракомет како играч кој дал огромен придонес во дресот на репрезентацијата, но и како играч кој својот последен гол во дресот со националниот грб го постигна за пласма на светското првенство. Пред 2 години стави крај на кариерата, а во 2018 година почна една нова страница. Поранешниот македонски репрезентативец сега е во председателска улога на чело на РК Струга, но и дел од управниот одбор на Ракометната федерација на Македонија. Наумче Мојсовски за екипата на Ексклузив зборуваше на тема македонски шоу бизнис, како и колку истиот треба да се третира како дел од животот на јавните личности. Најпрво ни е многу драго што те имаме во Ексклузив. Дали често гледаш нашата емисија? Па често, многу често. Да. Што најмногу ти се допаѓа што гледаш кај нас? Па буквално све, ако ја пратиш емисијата, треба да ти се допаѓа многу работа. Ако ја гледаш од време на време, треба да ти се допаѓа така малце работи, ја гледам многу. Многу нови настани, многу нови дешавки, секако, кога сте во тренд, кога сте во ин, секако дека е интересно. Дали постои во Македонија шоу бизнис? Колку јавните личности го прифаќаат приватниот живот да се експонира во јавност? Па не многу, мислам дека не многу. Сум живел надвор од Македонија доста време во низ Европа. Мислам дека кај нас некако не се прифаќа тој таков живот кој секако си, па и јавните спортистите, секој јавна личност кој е во Македонија, мислам дека повеќе сака да си го зачува за себе, да не излезе во јавност и баш на вас ви е малце потешко да Сега ние разбирате работата. Да, разбират, да. Дали навистина е тешко спортистите од една страна да споделуваат детали, да ја покажуваат нивната побава страна кога станува збор за љубовта? Зошто тоа го прават? Зошто го ја избегнуваат тематиката? Па добро са, помладите секако дека не сакаат јавно, можеби не знаат дека ќе има таа и животна сопатничка, па можеби ги кријат веќе кога сте во подминати години, кога веќе имате брак и семејство. Мислам дека тоа не се крие, али кога бевме помлади си сакавме тоа да не е во јавност, како што викаат змијата ноците си ги крие и ајде да не кажам трнало пред многу години, така и мислам дека уште трае тоа. Која е за тебе најдобра македонска пејачка за 2018 година? Па добро, има повеќе. Каролина, Дани, Кристина, има доста. А македонски пејачи? Македонски пејачи. Дали можеме да издвоиме? Па, што, мислам дека Лозано е некој так, по друго ниво. Многу работи ми се случија. На почетокот на 2018 решив, јас сум во управен одбор во Ракометната федерација на Македонија и решив малце да се приклучам во ракометот, пак да се вратам по едно година во пауза и го преземав мојот матичен клуб од кај што почнав. Станав председател на РК Струга, кој беше во втората македонска лига. И ево, сега кај што го правиме интервјуто, сме во Суперлига, го вративме на високо ниво. Знаеме колку деца, колку млади репрезентативци излегуваат од Струга и зашто да нема и тој град еден ракометен, како што имаше во моето време, еден ракометен гигант кој сака да се надпревари во најдобрата лига. Градот тоа го заслужува. Тие ми се на спортски план дешавки. На приватен? На приватен, сега пред неколку денови добив внука од брат. Честитки, во Ексклузив може ексклузивно да ти честита? Ви благодарам на честитките. Едно женско во нашата фамилија се роди и мислам дека ќе чуваме како принцеза, ќе негуваме, така да тоа ево последно ми се случи, одлична вест пред да ја затвориме ова 2018 година кој секако беше и успешна што на спортски и на мој бизнис план. Треба да мечтаат секоја наредна година да им е подобра и секако да продолжат да го гледат Ексклузив. Ви благодарам многу. Благодарам и на вас.